Ова е една терминологија која што ќе треба подобро да објасниме, поради тоа што љубов е љубов, восхит е, ајде да кажем, на повисоко ниво од љубовта. Значи има нешто повеќе од љубовта. Точно. Восхита е повеќе од љубовта и ќе објаснам зошто. Во претходното прашање фактички поентата што сакав да ја дадеме дека за да имате нешто, имањето е резултат на креација. Воколку постојано креирате со некој човек, пак ќе кажам, воколку постојано го креирате работното место, воколку постојано ја креирате врската, воколку постојано го креирате бракот, тој ќе постои и ќе го има. Воколку не го креираме, едноставно нема да постои и нема да го има. И пак ќе кажам, го имаме, ама како да го имаме нештото на хартија, ама вистински, пак ќе кажам, и во нашиот ум, и во физичкиот универзум го немаме. Восхита е едноставно препознавање на почит, нешто што едноставно го обожувате кај другиот човек. Гледате, почнувате, кога имате восхит, гледате добрина, гледате убавина, гледате почит кон некој друг човек. Гледате, восхита е, пак ќе кажам, давање. Истек од вас. Кога на некого му се восхитувате, сакате да го видите слободен. Гледате, на се она на кое што му се восхитувате, сакате да му дадете простор. Секојаш кога се восхитувате на некој човек, тој човек не сакате да го заробите или не сакате едноставно да му ставите окови околу него. Сега, пак ќе кажам, различна можеби е терминологијава, но многу често имаме луѓе да го користат зборот љубов, ајде да кажем, можеби или на погрешен начин, или можеби едноставно, ајде да кажеме дека има стварно разлика помеѓу восхита и љубов. Кога некого многу сакаме, ајде пак ќе кажем, стануваме на некој начин да му ја крадеме неговата слобода. Затоа што почнуваме од него да бараме нешто. Мора да биде до нас. Ке му се јавиме 10 пати каде е. Не сме да биде излезен со други луѓе. Ако искочен, со кого искочен. Не сме да му биде преубаво, ако е со некои други луѓе. И така натаму. Гледате, почнуваме малку обсесивно да сакаме тој човек да ни даде на нам нешто. Така или можеби имате некоја мајка која што едноставно многу го сака детето и толку многу ќе му влее страф, ќе му стави негативни мисли со цел едноставно да го заштити. Можеби од нешто кое што и она е свесна дека се тоа што го прави не е најразумно. Така или некојаш ќе имате можеби едноставно пример еден или опит да се направи некој детенце кое што е многу слободно и кое што сака да биде слободно. Ако ставите во скут и едноставно сакате да го гушнете, ќе видите дека ќе ги трне рацете поради тоа што едноставно сака да биде слободно. Секој човек сака да биде слободен. И начинот да имате некого е да го направите слободен. Колку повеќе сакате некого да го врзете околу вас, едноставно му викате на тој начин да го сакате. Знаете, љубовта многу често оди многу брзо во омраза. Ако сте виделе некои што многу се сакаат, ајде пак ќе кажам, ние зборевме за љубов и рековме во нашите претходни емисии дека имаме 3 типови на љубов, дека едно од типовите на љубовта е реактивен тип на љубов кој што потекнува, пак ќе кажам, со тие негативни емоции, деструктивни емоции. Едноставно ќе се испотепаат двајца, ама затоа што те сакам или затоа што се сакаме и така натаму. И ќе видите дека можеби тоа и е чудно, како може некој кој што го сакаме да го тепаме или како можеме да се однесуваме на толку груб начин кон некој што го сакаме и сето тоа го правиме во име на љубовта. Така да има некој спор тука со самиот тој термин. И поради тоа сакам да истакнам дека восхита прави разлика во однос на љубовта. Поради баш тоа што го кажувам, кога на некого му се восхитуваме, гледате на почетокот на врските, ајде да се навратиме, секогаш се восхитувам на девојката се восхитува на дечкото. И колку сакате да го видите слободен. Гледате на самиот почеток. Можеби тој тоа што ве заинтересирува на самиот почеток за некого, но самиот почеток едноставно сакате некого да видите слободен. И тоа е тоа што на секого му годи. И гледате, восхита подразбира, пак ќе кажам, да се грижите за некого. И многу е слично што го спомнавме во претходната емисија за одговорност. Рековме дека одговорноста подразбира да се грижиш за некого, да го сакаш, ама на позитивниот начин за кој што зборам, не на тој негативниот начин, да се грижиш за некого, едноставно да му даваш простор на тој човек. И пак ќе кажам, вистински за да имаме некого, треба да го направиме тој човек да биде слободен. Треба да му дадеме простор, затоа што секој кој што е слободен ќе сака да дојде кај вас. И пак ќе кажам, никој човек не сака да биде поседуван. Поради тоа што многу често љубовта се поистоветува баш со тоа да некој биде поседуван, да биде околу вас, да не му верувате, ама не ти верувам за да не направиш нешто поради тоа што ја многу те сакам.
Мете, тоа не е давање на слобода. Тоа не е давање на почит. Едноставно тоа не е восхит. Зашто самиот восхит подразбира дека му верувате на тој човек затоа што го почитувате и има нешто во него препознавате кое што сакате да го имате и самите вие. Така да пак ќе кажам, тоа е многу поврзано со тоа вистински да имате некого. Ја и тука ќе направам разликата помеѓу тоа да имаме некого и да поседуваме некого. Затоа што кога почнуваме да го имаме овој вториот тип на љубов, која што е, пак ќе кажам, обсесивна, компулсивна љубов, тогаш станува збор за поседување и очигледно е дека тие врски или типови на односи не завршуваат најдобро баш поради тоа што се вклучуваат двата реактивни ума и ке едниот и ке другиот партнер, но пак ќе кажем има начин, дианетиката е начин како човекот да се ослободи од тие негативни емоции, од тој реактивен ум. Едноставно да може самиот тој да дава на околината без при тоа да има чувство дека ќе загуби нешто. Затоа што чувството дека ќе загубиме некого, стравот дека ќе загубиме некого, доаѓа од реактивниот ум. Кога го немаме тоа како чувство, како емоција, едноставно ќе можеме вистински да му се восхитуваме на некого, да сакаме да го видиме слободен и само по себе тој ќе се дојде до вас, поради тоа што едноставно го давате слобода.